Еве на нас Дојдовте назад, повторно. ние сме повторно спремни за следниот час. Граѓанско. Граѓанско образование. Граѓанско образование. Така. Тема граѓанинот во граѓанското општество. Значи, веќе имаме малку повисоко ниво, затоа што станува збор за тема во соученици од 9-то оделение. Тие веќе учеле за граѓанинот и општеството и бидејќи програмата е развојна, се надоврзуваме. Сега ќе зборуваме за социјална одговорност. Ова е поим кој што во денешно време многу ни е потребен. Да. И затоа ги стартувавме часовите по граѓанско образование со социјална, односно општествена одговорност. Сега, очекуваните резултати. Критички да анализира и дискутира за различни улоги и однесување кај граѓаните. Значи, ученикот да може да препознае што е социјална одговорност во училиште и во заедницата. Да се ангажира во ситуации во кои е потребна социјална одговорност. Да учествува и да поттикнува, односно да иницира активности за подобрување на животот. Многу важно е нештото кое што ќе го постигнеме доколку стигнеме до крајот на очекуваните резултати, односно да ги научиме учениците да бидат проактивни. Сега, ќе може да ги замениме местата, затоа што ќе ве замолам, вас двајца. Ова таблет не биде потребна? Ќе ни биде ли не? Па ќе ни биде ако сакате да напишете нешто или може усно да дискутираме. Подобро може би усно да го Може би правиме усно, тоа. да. Добро, добро. Довршете ја реченицата. Социјална одговорност е кога? Ги почитуваш мерките за здравје што ги предлага Министерството за здравје. Тоа е социјална одговорност. Така. Друго? Социјална одговорност е кога носам пакети кај луѓето, пакети храна кај луѓето кои што не можат, односно не се во состојба да одат сами да си ја купат во маркет. Што друго ви текнува? Социјална одговорност. Социјална одговорност не ми текнува во моментов нешто. Социјална одговорност. Дали е социјална одговорност да го почитуваме времето кое што е предвидено во периодот за излегување, нели? Да. Иако е законска, ама е и така. социјална одговорност. Да е. Да не се дружиме со повеќе луѓе. Доколку сме болни да не излегуваме од дома. Ако Така. имаме некои комши кои се постари, бидејќи ти е многу потешко излегуваат, да им ги купиме намирниците што им се Така, потребни, да тоа им е се дел од понудиме. некоја социјална одговорност. Дали треба да одиме на гости во овој период? Не треба да одиме на гости. Не треба да Не треба одиме да на одиме, гости, да. затоа што е социјално неодговорно Токму така. однесување. Значи, социјална одговорност е кога луѓето се однесуваат според нормите кои што ги налага општеството во кое што живеат. Ако сакаш ќе ги смениме местата. Немам проблем никаков. Добра. Исто ми е мене секаде ми е Може, удобно. Добро. Што значи да се биде социјално одговорен? Да се презема одговорност за сопствените постапки и да се води грижа нашите постапки да не се одразат негативно на другите. Социјалната одговорност може да се однесува на едноставно водење грижа за работите во домот, значи штедење вода, например, во училиштето, чување на училишниот мебел, училницата и така натаму, а може да се однесува и на преземање конкретни акции за подобрување на одредени состојби преку помагање во заедницата, волонтирање, подигање на свеста за одредени проблеми во заедницата и слично. Да се биде социјално одговорен значи и да се осудуваат негативните постапки кои ги гледаме кај другите. Например, насилно однесување, мамење и слично. Дискриминирање и како што спомнавме. Така, пред кога малку. имаме дискриминација, да не ги игнорираме негативните постапки кои што се случуваат во нашата непосредна Наша околина. социјална одговорност е да го спречиме тоа. Да го спречиме или да помогнеме да се спречи заради тоа што она што ние го фалиме во западните држави е тоа што функционира социјалната одговорност на граѓаните во општеството. Одлично. Сега, еве примери за одговорности. Пример кон другарите. Што значи да се биде одговорен кон другарите? Да помагам при решавање на математичката задача ако има потреба. Да.
Добро, да. Си помагате колку што ве Да, следам. постојано си помагаме, се однесуваме добро со учениците во случајот денеска. Так, Јас тоа сум е. Свајнштајн, Вие двајца супер се однесувате, си се браните еден со друг. Да. Се разбира. Е, се разбира. Значи тоа е кон другарчињата. Одговорност кон семејството што значи? Да се придонесе за одржување на хигиената во домот. Добар и- Особено во овој период, кога Особено во сите овој. сме Така. дома. Да. Секој треба да си ги подели обврските во домот. Е, И така ќе ви така. биде многу полесно. И во оваа состојба исто одговорност кон семејството е ние помладите да одиме во продавници, надвор и На така пазарување. Така, да си има добар и коректен однос со родителите. Одговорност кон училиштето, и сега да се биде редовен и точен на час, веќе имаме ситуација во која што треба да бидат оправдано. редовни и Редовни. точни на часовите кои што се Токму во така. ТВ училницата Така. или закажани од наставниците кои што им се Да. дадени. Разумно трошење на електричната енергија и водата. А што значи одговорност кон заедницата? Одржување на чиста Чиста средина. средина. Учество Треба си го во соби- собирање средства за Хуманитарни цели. Сега Да. најмногу ни требаат, нели? Хуманитарни цели имаме многу заради тоа што луѓето во оваа ситуација се наоѓаат понекогаш, имаме немоќни, имаме стари, имаме болни на кои што им треба наша поддршка и помош и тоа е нешто што не учи на вредности, односно да споделуваме. Да. Е сега, нашата одговорност може да биде и активна и пасивна. Пасивна е кога избегнуваме ангажирање во активности кои се штетни за општеството. Значи, не правиме ништо лошо. Тоа е пасивна социјална одговорност. Активна е преку вршење на активности кои директно ги унапредуваат општествените цели. Да. Значи, пасивната е добра да имаме сите. Активната зависи од условите наши, од карактерот и од можностите, меѓутоа е добро да дадеме Секогаш е се од подобра себе, да, активната. подобро е Да. да бидеме проактивни во општеството, Да. бидејќи ова е некое повисоко ниво на општествена одговорност. Затоа што ние како личности имаме лична и колективна одговорност. Некои од наведените активности можеме да ги правиме сами и да постигнеме задоволителни резултати. Но за добар дел, особено оние кои се однесуваат на училиштето и заедницата, потребно е да се придружуваат кон наведените одговорности, односно да имаме заедничко действување. Точно така. Луѓето се здружуваат во групи, кои заеднички делуваат во насока на поттикнување и практикување социјално одговорни активности. Граѓаните, институциите и организациите имаат обврска да делуваат во полза на општеството. Сега, секој поединец има одговорност. Секој од нас има одговорност и не можеме да кажеме дека ова не е во моја надлежност. За да спроведам акција, односно одлуката, ако акцијата или одлуката предизвикува штета за општеството или животната средина, тогаш тоа се смета дека не е акција, односно однесувањето е социјално неодговорно. Да. За да добијам јас нешто како поединец, а направам штета на останатите луѓе, тогаш сум социјално неодговорна. Па да, дури некогаш и луѓето кои ќутат, односно ги премолчуваат работите, спаѓаат во оваа категорија. Така, соучесници Соучесници се, да. на некој немил настан, тогаш се соучесници и се социјално Неодговорни. неодговорни. Да. Ајде да ве проверам вас. Ајде. Ајде. Баш ме Ајде. интересира дали сум. Дали си одговорна личност? Имаме лична одговорност и социјална одговорност. Прво, го правам оно што треба да се направи. Предпоставувам да. Колку што знам јас да. Да. Другите можат да сметаат на мене. Марија, можеш ли да сметаш на мене? Можам да сметам Да, на тебе. да, го исполнувам ја ти. Тој никогаш не барам оправдување и не ги обвинувам другите за моето насување. Тука не сум Апсолутно. сигурен бидејќи пред малку го обвинив телевизорот, а можеби јас не стискав добро, така да ова ќе биде измеѓу. Понекогаш. Но Ќе добро, речам, тоа може би се понекогаш. однесува за луѓето. Аха, можеби. Секогаш го исполнувам она што сум го ветил. Тоа да, тоа секогаш. Мислам Така е? Да, мислам така е, дека така имаме е. една лична одговорност. Ајде, можеме да провериме за Ај, социјална одговорност кај социјална. Марија.
Да, Марија? секогаш се трудам да бидам од полза за другите и Тоа на е- било кој начин да им Тоа е помогнам. точно, организираше разни чистења во нашата стокатница, за тоа можем да гарантирам. Волонтира во Да, исто. Да, волонтирам во моето училиште и општината. Да. Да. Учествувам во активности кои помагаат на заедницата, Повторно, тоа е точно. така. И правам она што можам за да ја зачувам околината. Точно. Ете, токму тоа што го спомна со нашата стокатница. Точно тоа. Значи, јас сум лично одговорен, таа е социјално одговорна, сигурно ако го направиме, мислам дека ќе ги исполним условите и за другите. Токму И така. правите нешто многу важно во моментов. Оно што е важно е што учествувате во емисија која што е наменета за учениците во вонредни услови и кои што се многу благодарни за тоа што го правите. Навистина, придонесувате часовите да бидат разиграни, да не бидат монотони и да има интеракција. Многу ни е драго. Да ги поздравуваме сите пред Малите мали екрани. ТВ екрани дома кои што редовно ја следат оваа ТВ училница. Сега, ова е еден постер, односно за крај на овој час. Одлично. И Немаме како многу задача, време. да, јас би ви дала на сите вас ученици и наставници кои што можете да ја реализирате заедно со вашите ученици. Можете да направите успешна ученичка иницијатива. Иако таа иницијатива сега не би била реално изводлива во група, меѓутоа би можела да помогне преку електронски начин на комуникација. Имаме 4 чекори. Првиот чекор за да изберете заеднички едно што сакаме да направиме заеднички. Може да предложиме повеќе работи и да гласаме што сакаме да направиме. Вториот чекор. Од понудените области изберете една или запишете ваша нова идеја. Значи, што можеме да направиме? Имаме тука понудена хуманитарна активност, разубавување на просторот, подобрена настава, соработка меѓу учениците, здрав живот и така натаму. Ова е од понудените да избереме една. Или ваша да си запишете некоја нова Ете што не е така. понудена. Чекор 3. Чекор 3, за да испланирате заедно вашата иницијатива, одговорете на трите прашања. Каква акција да преземеме? Кој може да ни помогне и кога? И како последен чекор, одговорите и планот за реализација, напишете ги овде. Договорот треба да биде со наставникот и со учениците кои што се вклучени во акцијата. И со план Во кога учен- ќе се спроведе тој И план. со план кога ќе се спроведе. Одлично, ви благодариме многу ова за, беа за навистина овие часови. Два прекрасни часа по граѓанско општество, во кои благодарам. навистина уживавме. Се Јас надевам- ви благодарам и до јуни ќе ве научам дека е граѓанско образование. Градско образование, извинете. Ќе научиме до Да, тогаш. да. Ви благодарам и на сите вие што пратевте. Тоа беше се за нашата ТВ училница денес. Ние денеска уживавме, се надеваме дека и вие исто колку нас, а ние се гледаме утре повторно во ТВ училница. Чао, чао. Чао!